Вечерва во емисијата гостин митрополитот на Брегалничката епархија, господин Иларион. Добро вечер. Добро вечер и благодарам на поканата да бидам гостин во вашата емисија денеска. Господине Иларион, да ни кажете, сме во фаза, односно во период кога православните верници прославуваат низа празници. Како гледате на овој период кога се остава можност да семејството, роднините, пријателите се соберат и заеднички го прослават Христовото раѓање? Да, значи најубавиот, најсемејниот празник на љубовта и на помирувањето е Божик. Ова се празнувало низ вековите помеѓу нашиот народ. Фала му на Бога, денеска е исто така послободно, имаме национална и духовна слобода. Повторно се празнува. Божик е ден кога сите се собират на семејна трпеза. Според православните обичаи се прекршува на бадник лепчето со паричка, каде што се добива, односно, оној кого што Бог го избрал, го наградува таа година, ја пронаѓа паричката. Потоа, тогаш на Божик се испомнуваме и на бедните, и на гладните, и на сиромашните, за кои што ни е должност да им помогнеме, а исто така и сите луѓе кои што во овие бурни времиња се распрскани и кои што не можат да се соберат на едно место, како што беше то во минатото помеѓу нашите луѓе, се собират, празнуват, се радуват, си општат и си кажуваат работи од нивниот живот, односно си помагат едни на други како во останатите денови од годината да надминат некои искушенија, некои тешкоти и сите заедно, да бидат радосни и среќни. Рековме во оној договор пред емисијава дека на некој начин единствено ваквите празнувања се можности да семејството се собере, она нишка што го поврзува семејството. Во последниве години како помалку да луѓето подзаборавија на семејното дружење, на заедничкото славење на големите празници како што е Божик. Па да, се сменија начинот на животот помеѓу луѓето. Прво, работното време трае преку целиот ден, не е како порано, кога се одеше на работа од 7 до 3, па после има уште пола ден или ден да се дружат со семејството. Да не бидам погрешно разбран, немаше интернет, немаше Фейсбук, немаше турски серии, така да родителите беа целосно предадени на децата и децата кон родителите. Едни кон други се отвараа. И кога родителите ќе можат да се доближат до своите деца, до своите чеда, тогаш ќе можат да осознаат за многу нивни недостатоци или пороци, или да осознаат кај се движат и што прават и да им помогнат. За жал сега, што е така многу жално и болно, многу малку се собираат веќе семејствата и во обична недела на заеднички ручек, да не зборувам преку седмицата. И то покажува дека имаме едно стресно, бурно време. Исто така сме заслепени, пак ќе речем, преку турските серии, преку Фейсбук, преку интернет, така да што помалку се гледат родителите со децата и обратно, толку помалку имат близина, толку помалку се решаваат проблемите кои што ги нуди времето и секојдневието. Дали само трката по пари, по кариера е единствената причина заради која што на некој начин семејството трпи и она заедништво, семеен дух на некој начин ја губи она основна задача да ги воспитува помладите членови на семејството, децата? Па сеопшто во светот веќе има некоја финансиска материјална криза. Една од причините е и финансиите. Родителите се во потрага по средства, секојдневниот живот е многу полуксузен и помодерен од порано и бара се повеќе и повеќе средства за одржување на едно семејство. Децата барат исто така за да бидат еднакви со другите, така да едно од тие причини е и тоа, но исто така некако смислата на семејството и на бракот се изгуби. Ако погледнеме во нашите предци, во нашите дедовци, баби, па и во нашите родители, ќе заклучиме дека пред се најважно им беше бракот и семејството. Сега живееме во едно многу помодерно време, сакаме да го следиме светот, западниот свет, кој што за жал многу помалку имаше
чувство кон семејството отколку ние кои што бевме патриархално воспитани. Светата православна вера и Светата црква најмногу подвлекува, бара, потенцира внимание семејството и бракот. Ако имаме среќно семејство, ако имаме здраво семејство, имаме здрава иднина, здрава држава, здрава црква. Без сериозна младина, без здрава младина, се друго е џабе. Бадиела. Откако вие сте начело на Брегалничката епархија, би рекол состојбите како да се променија на подобро. Знаеме дека имаше проблеми во изминатиот период пред вашето доаѓање. Како сега гледате на состојбите во епархијата? Фала му на Бога, работите одат на подобро. Имаме разбирање во епархијата. Во овој момент се градат, се прават многу цркви. Во многу градови во епархијата наша се врати веронауката во училиштата, која што е многу потребна за сите млади човечки души, бидејќи таму се учат на стравот Божи, таму се учат на моралните вредности, каде што ќе бидат послушни чеда на своите родители, послушни чеда на татковината, на Светата црква, а воедно и ќе се наоружат и ќе знаат да разликуваат што е добро, а што е зло, што се Божи добродетели, а што се пороци кои што го уништуваат секој млад човек, ако не знае да се запази, да се огради или да се сочува од нив. Споменавте градба на нови цркви. Во Кочани започнато е градењето на една црква, има локација за уште една на излезот кон Виница. Како гледате на овој потфат, некако како премногу долго да трае градбата на овие два објекти? Па знаете како обично црквите се прават подолго време, но таму каде што се има желба и љубов се прават и брзо. Да речеме, во близина на Злетово господин Чедо Петров направи црква. Во Штип господин Сашо Албатрос конфекција гради црква. Во Радовиш, знаете, Гуштеров направи црква. Сега во Раовица господин Николајчо Николов, директорот на Бучим, исто така од лични средства изгради црква. Едно здружение на граѓани тука изградија на Пониква. Исто така сега се прави нова црква на патот кон Пониква. Во Виница исто така брзо веќе дојде до Карабина. Тука помогна многу и општината и така натаму. Исто така и овде во Кочани црквата кај како го викате Драчевик на селбата. Да, тука дојде до Карабина. Тука градоначалникот собра сили да помогне до овој степен да дојде и се надевам дека и ќе се приврши таа црква. Но јас како надлежен владика би сакал да ги повикам сите луѓе кои што можат да помогнат, да ги изградиме овие две цркви, уште еднаш да му возможиме на македонскиот православен народ кој што живее во овој град, да има светилишта, каде што ќе си ги обавува своите верски потреби и дај Боже што повеќе крштевки, венчавки, да заживее повторно градот, да се освежи со младината, а воедно и да оставиме белег од наше време, бидејќи нашите предци градели и правиле кога биле во робство. Сега ние кога имаме и средства, и механизација, и удобен живот, и слобода, ако не оставиме ништо за нас, ќе бидеме осудени и од тие што починаа пред нас, а и од оние што доаѓаат по нас. Така да сме должни да направиме и да оставиме. Значи и тоа дека ако се остави простор да не се градат вакви објекти верски, им се остава можност на други религиозни групи да действуваат на теренот. Па да, ако не бидеме внимателни да го чуваме светото православие, тогаш, знаете, ако во едно стадо нема пастир, волкот влегува, разграбува и распрснува. И ние, ако бидеме невнимателни кон својата мајка црква, кон својата вера, ако не правиме духовни светилишта и училишта за поука на нашите луѓе, кај што ќе осознават својата исконска вера, верата на нашите предци, тогаш навистина ќе влезат други наемници, иноверни, кои што ќе не прегазат и ќе не претопат. Затоа ние мораме да бидеме будни, да внимаваме, исто така и кој влегува и кој излегува, и да знаеме кој е пријател на нас и кој е непријател, односно кој сака да не подчини и да не придобие.
Сте правили ли анализа колку број на вакви религиозни заедници, групи делуваат на теренот? Не сме правиле, ама од време на време ќе се послушне, еве да речеме тука во Кочани, некоја секта отворила некој дом каде што се собираат, или пак некои нови дојдени, вакви такви, но фала му на Бога што во епархијата наша уште постои она цврста желба за своја вера, уште постои оној татковски, дедовски совет дека ние сме православни христијани и како такви треба да обстоиме и да заминеме од овој живот, така да нема некакво силно влијание, но има појави од време на време, тие пробуваат и ако можат да најдат плодна земја, заседнуваат и пуштат корења. Реков, ова е ваше гостување како најава на еден серијал што ние го планираме. Јас не би сакал сега на почетоков да поставам прашања кои што би можеле понатаму да ги обработуваме, навистина интересни теми кои што можеме да ги загатнеме. Само би ве запрашал дали влијанието на одредени такви религиозни групи е резултат на се поголемиот број на одземање на животи, самите луѓе тоа да го прават, да посегнуваат по сопствениот живот, затоа што овој регион, овој крај од Брегулничката епархија, ми се чини дека во последната година имаше голем број на такви случаи. Па сето тоа покажува, ако споредиме со минатото, во еден период беше подзабравена верата, беше подтргната црквата, која што е постојана учителка и постојан воспитувач на сите нас, и тоа покажува дека меѓу луѓето не постои вистинска вера. За да некој посегне по свој живот, значи не му служи на Бога, туку му служи на сатаната. И за таквите црквата има канони пропишено, ниту им следи опело, ниту пак е пожелно да бидат погребани на градските гробишта, каде што се погребале сите оние кои што заминале од природна смрт. Каква е соработката на Македонската православна црква, односно односите со соседните православни цркви? Како вие лично гледате на сегашната состојба, имајќи предвид дека се уште трае тоа негирање на нашата црква? Па слободно би рекол дека со одредени личности имаме добра соработка, добри контакти, еве се за Божик, за Великден си праќаме честитки, во одредени денови од годината се посетуваме и така натаму. Но треба да знаеме дека нашите соседи од секој пат има апетит да ја нема Македонија, да не постои македонскиот народ и да не постои Охридската архиепископија, односно Македонската православна црква. Токму непризнавањето на Македонската православна црква е заради незиното свето име, кое што е запишано во Библијата. Некој пат било понудено да не признат под Охридска архиепископија, како што некои сега добија такво признание, Вранишковци и неговите, но ние то не сакаме да го прифатиме, затоа што ова црква е на македонскиот народ, односно нашата црква е древната Охридска архиепископија, која што е една од 5 најстари во светот, а пак возобновена во лицето на Македонската православна црква, му припаѓа на македонскиот народ, и затоа ние не сакаме да отстапиме тоа. Нашиот поглавар е поглавар на македонците во татковината и ширум светот. Рековте си праќате честитки, ги честитате празниците верски со соседните православни цркви, односно нивните владици. Нели тоа помалку некакво лицемерие да тие, еве, ги примаат тие честитки и упатуваат и исто такви честитки кон вас, а од друга страна не ја признаваат црквата? Па не кон сите. Имаме луѓе во соседните цркви кои што имаат разбирање за нашата црква. Ќе ви кажам еден пример. Шабачкиот епископ Лавренти пред еден месец или два изјави дека Македонската православна црква е вистинска црква и треба да биде признаена. Тој е архиереј на српската црква. Значи не ни се сите непријатели, има и таму разумни луѓе кои што ја говорат вистината за нашата црква, кои што целосно ја знаат историјата на нашата црква и кои што посакуваат нашата црква што поскоро да биде признаена, бидејќи неправедно е укината. Знаете, Охридската архиепископија е од страна на јужниот сосед, има дадено многу пари на османлиите, бидејќи самата Охридска архиепископија е во робство во тој период, нема средства да си ги плати даноците,
грците им плаќат и турците ја укинуваат времено Охридската архиепископија и ја стават под управа на Цариградската патриаршија. 22 година србите ги купуваат епархиите кои што се наоѓаат во денешна Македонија, или како тие нарекуваат Вардарска Македонија, а пак останатите епархии кои што денеска се наоѓаат во соседна Грција, во егејскиот дел на Македонија, тие се директно под управа на Вселенската патриаршија. И тоа покажува дека не се на Атинската, туку на Вселенската, односно дека се одземени во 1767 година од Охридската архиепископија. Значи ли тоа дека со промена на генерација на нови владици во соседните цркви може да се очекува и промена на мислењето и односот кон Македонската православна црква? Јас мислам најдобро е во секој човек да има промена, да има покаяние, секој секого да го признае онаков каков што е. Односно, не би требало да има поделби, не би требало да има кавги и расправи. Сите ние сме чеда на еден Бог, членови на една света Вселенска и апостолска црква, и сите ние сме со едно име православни христијани. По националност тие се срби, бугари, грци, ние сме македонци, но треба нашето единство да биде, бидејќи самиот Господ Бог рече: љубете си, сакате си, по тоа ќе ве познат дека сте мои ученици. Сето ова надворо тоа е братоубиство, омраза и човечка суета. Има ли влијание политиката за таквите ставови на соседните цркви? Па еве, самите сте сведоци, политиката најмногу допринесува да не бидеме признаени, затоа што реков, не ни е признаено името, затоа не ни е признават и црквата. Но има и разумни политичари кои што сакат и сакале во минатото и сега сакат овој проблем да се тргне и да се помогне. Но сепак треба да превладува разумот, верата и љубовта. Реков дека на почетокот ќе направиме еден серијал, со оглед на тоа дека времето полека за емисија ви истекува. Очекувате ли дека на некој начин ваквата можност да преку медиумите да се даде можност да се запознаат граѓаните, односно верниците со она што го изучува верата, односно што ги учи верата, дека ќе се доближат до црквата? Па да, значи на луѓето им треба верска поука. Многумина од луѓето недоволно си ја познават верата. Ние, колку што можеме, на светите богослужби објаснуваме, проповедаме, укажуваме. Се трудиме литературата богословска која што имаме, а е потребна за луѓето, што подостапна да биде до рацете на луѓето. Преведуваме богослужбени книги на македонски да им биде јасно за богослужбите. Духовна литература преведуваме, се трудиме редовно да излегува часописот Троичник, каде што има многу убави текстови, како духовна храна за луѓето. Еве сега веронауката во училиштата, се трудиме да имаме на разни места трибини, но исто така еве се трудиме со ваша помош да гостуваме во медиумите, преку медиумите да го кажеме она што е најпотребно за нашите луѓе, за верска поука, и ви благодарам што одговоривте на нашето барање да почнеме веќе редовно да бидеме присутни на вашата телевизија и за се оно што ги интересира нашите верници, нашите луѓе, да им објасниме, да им појасниме, за да им биде јасна и разбирлива верата наша. Јас ви благодарам за љубезноста да дојдете да бидете наш гостин, да гостувате во емисијава. Верувам тоа ќе биде да обострано задоволство и наше и ваше, а секако и на верниците кои што ќе не следат. Да, ви благодарам пак уште еднаш што прифативте црквата да го каже своето мислење, своето учење јавно преку вашите медиуми, и се надевам дека од денеска, започнувајќи оваа емисија, односно нашето присуство меѓу нашите луѓе, ќе продолжи. Еднаш седнично, неделно ќе има предавање, а јас ќе се потрудам доколку дозволуваат моите можности, барем еднаш месечно и да гостувам и така да појаснувам некои работи кои што ги интересираат нашите луѓе. На нашите луѓе православни им посакувам убави празници, весели, радосни, среќни. Посакувам многу здравје, трпение, љубов со живот, и дај Боже да се гледаме за добро, да се слушаме во добро. Сите проблеми и искушенија да ги победуваме заедно како народ Божи, како деца Божи. А исто така и посакувам
нашите луѓе сега кои што ќе го празнуваат најрадосниот празник Божик, празник на љубовта, да бидат во духовно единство, сите оние кои што скарани да се помират и во радост, во љубов, во единство да го поминат празникот, односно празниците кои што доаѓаат. Месецот јануари е полн со празници. Ви благодарам. Благодарам за вниманието. Пријатна вечер.